На дневен ред денес го имаме предлогот за именување на гувернер на Народна банка. Една исклучително важна позиција која не треба, туку мора да биде независна, непартиска, позиција која треба да биде независен коректив на владата, спроведувајќи ја монетарната политика. И сега за една таква позиција се предлага партиски војник, долгогодишен истакнат член и функционер од редовите на ВМРО-ДПМН и во моментот член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Поставувањето на партиски послушник на една ваква позиција остава сомне за политизација и влијание врз клучните економски процеси во земјата. Народна банка на Република Северна Македонија до денес беше независна институција, водена од непартиска личност со огромен кредибилитет во земјата и во странство. Анита Ангеловска-Бежовска, прва жена гувернер во историјата на нашата држава, која храбро, одлучно и професионално, без и една дамка во својот 7-годишен мандат, извршуваше оваа функција. Ама Ангеловска-Бежовска не е политички определена, не е припадник, ниту пак е поврзана со било која политичка партија, не е партиски послушник, па затоа не и се овозможи уште еден мандат. Затоа што власта денес сака да има контрола над сите институции во државата, па и на оние кои што се независни како што е Народна банка. Затоа денес, со предлогот Трајко Славевски да биде гувернер на Народна банка, сушност се прави последната институција која што ја водеше независен експерт да биде партизирана. Предлогот за гувернер доаѓа од председателката на државата, од личноста која во изминатата година во секој свој говор, на секој свој настап, па и во кампањата за председател зборуваше за местото на жените во општеството. Колку е важно жените да се однаму каде што е моќта во процесите на одлучување и како таа како председателка ќе ги поддржува жените. Во една своја изјава ќе каже: во мојата програма има посебен дел посветен на жените. Подолго светот живеел како патриархат, отколку матриархат. Времето на жените доаѓа, сега е време за машка еманципација. Македонија е во женски род, политиката е во женски род, женскоста е квалитет неискористен. Исто така ќе се потсетиме уште на една изјава дадена од председателката. Жените беа моја инспирација. Нема да се однесуваме ние како мажите во историјата, но ќе покажеме дека имаме во себе знаење, енергија, ум, креација и редно е ова општество да го искористи сето тоа. Зборови за пофалба, ама само кога се искрено изговорени, а не лажни и манипулативни. Ама како велат, секоја лага излегува на веделина, така и ова. Затоа што председателката сигурно знае дека во овие 30 години имавме единствена жена гувернерка, која и како жена и како професионалец ја оправда довербата на сите. Но очигледно кај председателката важи правилото: не ме гледајте што правам, слушајте ме што ви зборувам. Оти едно зборува, а друго прави. Затоа и таа единствена жена гувернерка наместо повторно да биде предложена не само затоа што е жена, туку и затоа што е компетентна, професионална, успешна и пред се непартиска и без една единствена дамка во својата кариера, председателката ја замени со маж, партиски послушник, актуелен председател на Советот на град Скопје, актуелен член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, поранешен министер за финансии, поранешен подпредседател на ВМРО-ДПМН со многу скандали зад себе.
Изгледа доста беше матриархатот колку да се подлажеме, сега како председателка пак ќе ни го враќа патриархатот со ваквите предлози. Да се вратам на гувернер, на нашиот кандидат за гувернер, очигледно председателката со овој предлог не само што ги потцени жените, ги потцени младите, ги потцени граѓаните, со овој предлог само потврди дека денес, ако си експерт, професионалец и способен, ќе изгубиш во надпреварот од партијските послушници, па и за позиции кои што треба да бидат водени од независни експерти. Што знаеме за Трајко Славевски како политичар и функционер? Нема да зборувам за академското искуство на професорот Славевски, каде несомнено е докажан. Но академското искуство не го прави соодветен за предизвиците со кои треба да се соочи на гувернерската позиција. Но затоа пак, како политичар Славевски не може да се пофали со некои резултати. Скапо задолжување на државата. Во 2009 година, за време на мандатот на Славевски како министер за финансии, издадена евроврзница во вредност од 175 милиони евра со каматна стапка највисока досега од 9,87%. Вкупно за 3 години по основна камата од буџетот биле исплатени 51,8 милиони евра. Во време на светската економска криза во 2008 година Славевски како министер имаше слаба реакција и наместо да превземе силни антикризни мерки, владата продолжи со скапи проекти и не понуди доволно поддршка на граѓаните, на бизнисот, на работниците, кои што никогаш и не му биле приоритет. Даночна политика во корист на богатите. Славевски го воведе рамниот данок од 10%, што најмногу им одговараше на побогатите слоеви, кои по иста стапка плаќаат данок како и сиромашните. Во јули 2009 година Славевски е разрешен од позицијата министер за финансии со образложение дека организацијата и раководењето со министерството од негова страна биле со недостатоци и пропусти. Трајко Славевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и председател на Советот на град Скопје од редовите на ВМРО ДПМН, беше најгласниот противник на зголемување на минималната плата. Предходно Славевски изјавуваше дека минималната плата ќе значела крах на домашната економија, а сега тврди дека растот на минималната плата е нереален и неоправдан. Во јануари 25 Славевски изјавува дека граѓаните не треба да бараат повисоки плати, нарекувајќи ги таквите барања фолклор. Не се непознати ниту дискриминирачките ставови и објави на социјалните мрежи на Трајко Славевски кон ромите и кон странските работници. Како председател на Советот на град Скопје ќе остане запаметен како лицето кој што го уништи градот, како председател на Совет кој прави театар од седниците, како човек кој свесно го блокираше функционирањето на градот, како човек кој ги водеше битките на ВМРО ДПМН со Арсовска откако им пропадна бизнис сделките. Ќе остане запаметен и по изјавите со кои ги оправдува енормното трошење на државните пари за скапи авионски билети во бизнис класа, додворувајќи се така очигледно на премиерот за да може да биде поставен на функцијата гувернер. И сега еден ваков човек со вакви квалитети ќе треба да биде гувернер на Народна банка. Но очигледно ваков гувернер ја одговара и на власта, кој ќе слуша, ќе молчи, нема да реагира и ќе манипулира со статистичките податоци, ама ќе седи во комотната фотелја и сам ќе се лаже дека представува монетарна власт во државата. Благодарам.